Гледа телевизија. Обкружен е со еден куп нечисти чорапи, долна облека, празни кесички од чипси, чоколадо. Единственото светло во собата е телевизорот. Гледа насилен филм. Рамнодушен. Јаде хамбургер. Шмрка како куче. Хамбургер и путер од кикирики. Знам. Што прави по цел ден? Спие. Мислев, откако ќе стане. Гледа филмови и има секс. Излегува надвор. Не. Се јавува по луѓе, тие доаѓаат кај него, се ебат и си одат. Со жени? Во Хиполит нема ништо геј. Би требало да си ја среди собата и нешто да чита. Ова може и мајка ми да го каже, мислев дека може да помогнете. Ќе мора сам да си помогне. Колку ве плаќаме? Медицински нема ништо. Ако спие до 4, тогаш е нормално што е депримиран. Ќе мора да си најде хоби. Си ги има тој своите хобија. Има секс со вас? Молам? Дали има секс со вас? Јас сум маќеја. Ние сме кралско семејство. Не сакам да бидам непристоен, на кои се тие луѓе со кои има секс им плаќа? Навистина не знам. Сигурно им плаќа. Доста е популарен. А зошто? Забавен е. А вие сте заљубена во него. Јас сум мажена за неговиот татко. Има ли пријатели? Тој е принц. Да, но има ли пријатели? Зошто не го прашате него? Него го прашав, ве прашувам и вас. Има ли пријатели? Се разбира. Како на пример? Јас сум му пријател. Разговара со мене. Зашто? За се. Ние двајца сме многу блиски. Гледам. И што мислите вие? Мислам дека мојот син е болен. Мислам дека вие треба да помогнете. Мислам дека после 6 години пракса и 30 години искуство, еден кралски доктор наместо да препишува промени во исхраната, би требало да дијагностицира нешто попаметно. Кога ќе се врати вашиот сопруг? Немам појма. Дали се уште го сакате вашиот сопруг? Се разбира. Го немам видено откако се земавме. Сигурно сте многу осамена. Си ги има моите деца. Може би на вашиот син му недостасува неговиот татко. Не ми се верува. Може би му недостасува неговата вистинска мајка. Не сакам да бидам непристоен, но меѓу вас нема никаква крвна врска, просто шпекулира. Прилично. И престара да се чувствува како сираче. Не се бара од вас да шпекулирате, барам диагноза и третман. Тој само си зема за право да биде депримиран роден ден мој. Ваков е со месеци. Си зема за право. Па не знам како да му помогнам. Не знам што да правам. Мамо, Преболете го. мамо, Тргни се, еби се, не ме допирај, не ми зборувај. Остани со мене. нешто не е во ред. Ништо. Апсолутно ништо. Гледам. Дали некогаш си помислила дека срцето ќе ти се скрши? Не. Ете. Нема веќе мистерија. Ќе бидеш љубоморен На што? и да те посакувам наутро, но да те оставам да поспиеш уште малку.
И да ти кажам колку многу ја сакам твојата коса, твоите очи, твоите усни, твојот врат, твоите гради, твојот задник, твојот... И да седам на скалите и да пушам додека не ме видат слугите. И да седам на скалите и да пушам додека не се прибереш и да се грижам кога доцниш и да се воодушевувам кога си доаѓаш порано. И да ти давам сончогледи. И да доаѓам на твојата забава и да играм додека не паднам. И да ми е жал кога грешам и да сум среќна кога ми простуваш. И да ги гледам твоите слики и да посакувам да те знаев од секогаш. И да го слушам твојот глас во моето уво и да ја чувствувам твојата кожа на мојата кожа и да се исплашам кога си бесен. Кога едното око ти поцрвенува, другото ти посинува, косата ти оди на лево, лицето ти станува ориентално и да ти кажам дека си прекрасен. Да те гушнам кога си нервозен и да те чувам кога си повреден. Да те посакувам кога ќе те помирисам, да те навредам кога ќе те допрам. Да квичам кога сум до тебе и да квичам кога не сум до тебе. Да се препелкам на твоите гради. Да те задушувам навечер. Да ми е ладно кога ми го земаш кебето и да ми е топло кога не ми го земаш. Да се топам кога ќе се насмееш, да се распаметам кога се смееш. Да не разбирам зошто мислиш дека те одбивам кога не те одбивам. И да се прашувам зошто не ми веруваш. И да имам толку силно чувство што не можам да најдам зборови за него. И да сакам да ти купам маче. И да бидам љубоморна на него затоа што ќе добива повеќе внимание од мене. И да те задржам во кревет кога мора да одиш. И да плачам како бебе кога ќе отидеш. И да ти купувам подароци што не ги сакаш и пак да ги враќам назад. И да те прашам да се ожениш за мене и пак да кажеш не, но да продолжам да прашувам, затоа што колку и да мислиш дека не го мислам тоа, јас го мислам од првиот пат кога те прашав. И да шетам низ градот мислејќи дека е празен без тебе. И да го сакам тоа што ти го сакаш. И да мислам дека се губам себе си, но да знам дека сум безбедна со тебе. И да ти го кажам најлошото за мене. Да се трудам да ти го дадам најдоброто од мене, затоа што ти не заслужуваш ништо помалку. И да ти одговарам на прашањето кога неќам, и да ти ја кажам вистината кога стварно не сакам. И да се трудам да бидам искрена, затоа што знам дека ти би сакал така. И да знам дека е готово. Но да поседам уште 10 минути пред да ме исфрлиш од твојот живот за секогаш и да заборавиш која сум. И да се трудам да бидам што поблиску до тебе. И да ми се исплати трудот. И некако да ти пренесам од оваа запрепастувачка, бескрајна, неисцрпна, безусловна, незапирлива, срце исполнувачка, вечна љубов што ја имам за тебе. Сокри се. Умирам.